Наместо да дува во празно, познатиот штипски ветер ќе произведува струја. Во Штип ќе се гради најголемиот ветерен парк во Западен Балкан, кој ќе се простира на 326 хектари. Градежните активности ќе отпочнат во втората половина на годината и освен на територијата на Штип, паркот ќе зафати дел и од атарот на општините Карбенци и Радовиш. Според анализите, турбините ќе произведуваат енергија со која ќе може да се опслужат над 150.000 домаќинства, при тоа избегнувајќи 980.000 тони емисии на јаглероден моноксид годишно. Фазата на изградба се очекува да започне во втората половина на 2025 и да трае приближно 3 години. Значи тоа никош не може да се предвиди, меѓутоа приближно е процентот дека ќе трае 3 години. А оперативната фаза ќе започне со поврзување на ветерниот парк со националната мрежа и се очекува тоа да биде во 2027 година. Паркот ќе има 54 генератори на ветерни турбини, кои годишно ќе произведуваат над 860 гигават часови електрична енергија. Освен производството на енергија од обновливи извори, бенефит ќе има и локалната заедница, сметаат од компанијата која што ќе го гради паркот. Се предвидува изградба и реконструкција на пристапни патишта во должина од околу 68 километри. Како додадена вредност е изградбата на пристапните патишта во регионот, бидејќи ќе мора да ги подобриме и да бидат јавно достапни. Исто така, додадена вредност е создавањето на привремени работни места за време на фазата на изградба и долгорочни работни места за вработување кога проектот ќе биде целосно оперативен, со тоа што изведувачите ќе бидат охрабрени да ангажираат локални подизвидувачи, локална работна сила. Ветерниот парк кој што треба да го гради компанијата Алказар Енерджи ќе биде соработен век од 25 до 30 години и според најавите ќе чини околу 450 милиони евра.